Од утре стапува на сила законот за нефер трговски практики. 2548 продукти кои се со 5 и 10% ДДВ, а ги определи Министерството за економија, ќе имаат ограничен рабат до 10%, а законот ги забранува дополнителните трошоци и надоместоци за маркетинг, репрезентација, како и за истакнување одреден производ на одредено место во маркет. Ова на долг рок треба да воспостави ред во трговијата и да ги стабилизира цените. Со влегувањето во сила на законското решение, кое беше изгласано пред 6 месеци, завршува преодниот период за усогласување на договорите меѓу купувачите и добавувачите, со што старите договори не важат. Првите ефекти на намалени цени, министерот за економија очекува да се почувствуваат кон крајот на октомври, кога трговците треба да ги потрошат за лихите од претходните договори. Сакам да потенцирам дека со овој закон не се регулира трговската маржа, туку го забранува ги забранува дополнителните трошоци, односно надоместоци кои добавувачите морале да ги плаќат за нивните производи да ги продават купувачите. Со примена на овој закон очекуваме на долг рок намалување на цените на овие производи на листата кои ги потенцирав преска од најмногу од 10%. Дали се спроведува законот ке контролира Комисијата за заштита на конкуренција. Дурмиши појасни дека до пред нова година ќе има опомени наместо казни. Највисоката казна достигнува до 20.000 евра за голем трговец и од 350 до 500 евра за одговорното лице. Ќе соработуваме и со компаниите во наредните 3 месеци да не се пишуваат казни во рамки на закон. Ако има можност во рамки на закон да се предвиде да се пишуваат опомени и да се контролираат фирмите дали правилно се склучени договорите. После нова година, нормално дека тие ќе постапуваат според законот. Од Комисијата за заштита на конкуренција за Алфа вела дека ќе постапуваат по добиена пријава или по службена должност, доколку имале сознанија. Комисијата очекува да добие пријава токму од добавувачите, производителите на земјоделски и прехранбени производи и да постапува по истите. Овие пријавители може да бараат да останат анонимни. Исто така, Комисијата врз основа на сопствени сознанија може и по службена должност да поведе постапка за оценка на одредени трговски практики кои може да се забранети со законот. За предпријатијата за кои ќе се утврди дека го прекршиле законот, се предвидени глоби кои зависат од тежината на прекршокот. Додека се чекаат првите ефекти од законот, на сила е владината мерка есенска кошница. Според првите анализи од Министерството за економија, цените на 73 производи кои се на листата биле намалени во просек од 5 до 10%. Како што објаснуваат оттаму, тоа е така, оти кај некои производи намалувањето е помало, кај некои воопшто го нема, оти маржата на одредени продукти и не била повисока од 10%.